Досега над 100 македонски граѓани ги имаат откажано патувањата за 8 март поради страф од можна ескалација на ситуацијата на Блискиот Исток. Ваквата состојба создава штета и на патниците, но и на туристичките агенции. Таков пример беше и групата од 57 жени кои уплатија пари за 8-мартовско патување во Кипар, а не заминаа поради војната на Блискиот Исток. Жените велат дека се во постојана комуникација со агенцијата и дека настанатите проблеми очекуваат да бидат надминати. Во контекст на продолжување и мирно решавање на целосната ситуација и да продолжи нашата соработка, повторно би сакала да се извинам на агенцијата Стаф од мое лично име. И со истата таа изјава сакам да потенцираме дека дадена е во име на сите 57 жени, не само во мое лично име, дека сите ние 57 се водиме од соопштението на МНР, кое го сметаме за официјална препорака, врз основа на која ниедна од нас не би ја довела во ризик својата безбедност за патување. По објавувањето на прилогот на телевизија Алфа, двете страни се договориле дека ќе бидат во постојана комуникација околу начинот на поврат на дел од средствата. Од Националната асоциација уверуваат дека нема причина за откажување на аранжманите, бидејќи во Кипар не е прогласена вонредна состојба, ниту пак постои официјална забрана за туристички посети. Оттаму укажуваат на трпение кај патниците кои ги откажуваат аранжманите од лични причини, нагласувајќи дека во такви случаи не следува целосно враќање на средствата. Сепак велат дека туристичките агенции се обидуваат да најдат најповолно решение за клиентите. Бесплатно раскинување на договор без финансиски последици е можно само доколку има прогласена вонредна состојба. Во врска со настанатата ситуација, асоциацијата побарала средба со министрите за туризам и за надворешни работи, со цел да се пронајде соодветно решение и да се прецизира во кои земји може безбедно да се организираат туристички патувања.